Најавивте дислоцирање на галиите од Вардар, при тоа се спомена една сума од околу 5 милиони евра кои што ќе треба да се потрошат за една таква операција. Некои денови споменуваат и сума од 8 милиони евра. Моето прашање е... Исклучиво ДПМН користи лаги во политиката. Од мојата уста како градоначалник никогаш не била изговорена таа сума. Сумата околу од 4,5 до 5 милиона евра е таа која што е потребна за свој популистички побуди одбираат да креираат лага. Сума од 8 милиона евра никогаш не била спомената. Но и 5 милиони евра не е мала сума. Тоа не се се 5.000 евра, па вреди ли да се потрошат толку пари за такво нешто, господине Шилегов? Значи, Васко, јас од 25 октомври 2017 сум градоначалник и имавме два посериозно врнежливи периода во смисла на интензивни врнежи во овој период од по 2 дена. Јавноста, вие, сите можевме да бидеме сведоци на излевање на реката Вардар од мајнор коритото заради пречките кои што се поставени за реализација на или реализираните работи во проектот Скопје 2014. Ако после 2 дена дожд, во услови кога ние ја стопиравме реката Треска како довод, а реката Лепенец па не беше во сливно, не беше офатена со дождовите за да го зголеми нивото на Вардар. Значи исклучиво од водите на Вардар, а Скопје е сливно подрачје на 3 реки. Имавме излевање на мајнор коритото, не смеете, јас не можам да бидам нем сведок или гледач на тоа што се одвива. Студијата која што има направено UNDP зборува за 3 нивоа на поплави во градот Скопје. Првата која што би ја донела само реката Вардар и таа се вели поплава од мали размери, можна настаната штета на имотот на граѓаните на Скопје и општо на градот е околу 50 на милиони евра. Втората средна, тоа е кога се спојуваат водите од две од трите реки кои што се во сливно, на чие што сливно подрачје се наоѓа градот Скопје. Студијата покажува дека е можна штета од 250 милиони евра и третата е ако се спојат сите 3 реки во дадена критична ситуација, штетата материјална која што би била нанесена на градот Скопје е околу 500 милиони евра. Тоа е нешто што јас морам да го имам во предвид кога ги носам одлуките, бидејќи недозволиво и никаде во светот објекти не се градат во мајнор коритото. Коритото на реката Вардар всушност, како капитален објект, е изградено после големите поплави во 1962 година и ние, кои што не сме биле тогаш сведоци на таа работа, можеме да ги видиме снимките, повозрасните граѓани на Скопје се сеќаваат на тие поплави. И сега вие треба да сте градоначалник на Скопје и нема да знаете што е тоа што може да се случи, а може да се случи секој ден. Стајковци е доказ дека работите може да се случат преку ноќ. Патем кажано, тогаш имавме несериозен однос на органите кон проблемите што биле укажувани заради тој слив од Скопска Црна Гора и сега јас како градоначалник на Скопје треба да седам мирен и да речам во ред. Ако се случи, ако ни умрат некои сограѓани, ни умрат, ако ни се поплават објекти и настане штета, настане, што да правам ја? Никола Груевски одлучил да се игра лего коцки со центарот на градот Скопје. Да, свесно ви оставам ова да го објасните, бидејќи мислам дека е важно и релевантно во оваа дебата што се води. Не станува збор за каприц на Шилегов дека сака да го руши Скопје 2014. Независно од тоа. Станува збор за безбедност на граѓаните на градот Скопје. Кому јас утре треба да објаснувам зошто не сум ги тргнал бродовите, ако не дај Боже се удави некој граѓанин во тие поплави, или куќите се срозаат со земја, со водите, какви што знае Вардар да ги донесе. Ве разбирам. Таму имате обврзувачки договори со собствениците на тие гали, во тие 5 милиони се вкалкулирани и пеналите кои што треба да им се платат на собствениците? Апроксимативно да, значи станува збор за трите гали и мостот пешачкиот недоизградениот на кој што требаше да се наоѓа стопираното панорамско тркало, меѓутоа тоа е постапка за која што јас зборувам, не се едноставни решенија. А каде ќе се носат тие гали? Па јас не верувам дека може да се однесат. Станува збор за изградени објекти внатре во коритото на Вардар со темели. Значи тоа не е нешто што можете да го подигнете, тоа е конструкција изградена, а на што градот дал име урбана опрема. Значи,
скандалозна е, барем да не ги именувале урбана опрема. Станува збор за објекти кои што се цврста градба. Цели конструкции со темели во реката. Значи тие ќе треба да се демонтираат, а темелите да се рушат. Апсолутно.